уште една тема која што сериозно не засега изминатиот период, а се чини и ќе трае, енергетската криза. Мерките за штедење ќе овозможат светот да ја преброди енергетската криза многу полесно, велат светските лидери, но експертите на друго мислење. Велат мерките се задоцнети, на ова требаше да се мисли многу порано и од друга страна голем дел од мерките не одговараат на современиот животен ритам на луѓето. Тема на анализа со нашиот соговорник професорот Константин Димитров. Добро утро, професор, и добро ни дојдовте во Македонија на утро. Добро утро, добар ден на гледачите на македонската телевизија. Политичко-воените потреси и тоа како влијаат на тековите на снабдување со енергенси. Владите во светот, како што споменав, веќе предлагаат мерки за заштеда на енергија, но и вие често во изјави за медиумите потенцирате дека, барем изминатиот период, зимата ќе биде многу тешка. Па не мора да е човек многу истражувачки насочен со некои равенки интеграли. Доволно е да чита, да следи и веднашка мора да стане загрижен дека во светот се менува односот кон енергијата. Тргнувајќи од лани, пролетта натаки, таквото покачување на цената, една драматично брзо зголемување, треба да звони на узбуна, дека секоја држава која што нема да обезбеди моćна сопствена база за производство на електрична енергија, не е нити суверена, затоа што секогаш ќе зависи од некој од надвор да им додели, велам, не да им пренесе определена количина енергија, зборам во сите форми, примарна и трансформирана, примарна јагле, нафта, газ, или трансформирана како електрична енергија, ќе молиме и ќе плаќаме, нормално како сега, 10 пати поскапо, отколку ако си ја произведевме дома. Значи, кризата е предизвикана од несоодветен однос на државата кон секторот енергетика. Тој беше потурнат со години зад онија големи проблеми кои што ги решаваме, да си смениме име, да подпишеме договори, тирански платформи да спроведеме. А воопшто не се размислуваше дека енергетиката е локомотива што ја движи индустријата, што ја прави нејзиниот производ да е компетентен надпреварувачки во однос на другите производи што ни доаѓаат во Македонија. Ако денес во индустријата производството мора да биде со зголемена цена заради голем трошок за електрична енергија. Нека не чуди дека лебот поскапел 2 пати, дека зејтинот поскапел 50%. Нека не чуди ако утре централното грејење, топлификацијскиот систем ни испорача сметки кои што се за 50% повисоки, а може и повисоко. Не можам да гарантирам колку ќе биде, тој ќе ни го реши владата и новоформираните фирми кои што ќе се грижат за централно снабдување со енергија. Тоа се работи за АДСМ кој што ќе ги превземе обврските од БЕГ, на кого му ја одзема лиценцата. Значи, во секој случај, граѓаните треба да будно да следат, не владата, граѓаните будно да следат што се владата не превзема, ако ја ги будно следи, и да се приготват, ако можат, со некакви собствени мерки. Граѓаните не може да штедат. Нема што да штедат. Они денеска максимално ги, тие вајда во владава ги прочитале, ги прашале, тие кажале што прават дома за помалку да трошат електрична енергија. Во контекст на мерките, професоре, владата ги објави мерките, но не се ништо поразлични од мерките кои што се објавени од државите на глобално ниво. И анализите велат дека не се многу и прилагодени на современиот начин на живот на човекот. За да имате еден така наречен човечки комфорен живот, значи со некој основен комфорт, ви треба електрична енергија која што е навлезена во сите пори на денешното живење. Хајде да кажем, имаме лифтови, ако се веќе
зградите на повеќе катови. Ќе ги користиме пешки да се качуваме 8, 9 или таму не Джазира на 100 спрат. Нема теорија. Водата да стаса во станоите треба електрична енергија во пумпите да поја. Ако имаме централно грење, таму има пумпи кои што треба да качат топлата вода. Гледате, врзани сме, а да не зборам за дома. Топла вода во бойлер, ако имаш малку пари си купил машина за перење алишта, па за миење садови, побогатите, па спрах во смукалка, ладилниците кои што ај данес спомнам на крај дека е телевизорот кој што е забава на сиромашните, не можат да плаќаат да одат по ресторани, по кафани. И гледате, тоа е определен стекнат комфорт. Да се откаже некој од нешто, тоа е, значи, недозволиво. И граѓаните сите тие мерки ги абсолвирале веќе години однапред, ги спроведуваат тоа што се каже. А за во фирмите, кај што предвидуваат дека треба некој човек да прави список кој колку троши. И тоа не е ново. Тоа владата го има како обврска да го спроведе со законот за енергетска ефикасност. Таму е предвидено дека секоја јавна установа мора да има задолжено човек или одделение кој што ќе следи колку се троши енергија, дали се спроведуваат мерки за енергетска ефикасност, да приготвува извештај, да го испраќа до Агенцијата за енергетика и Министерството за економија. Тие луѓе дури требаат малку да бидат обучени како тоа да го следат. А јас се сомневам дека сега кој ќе им дадат задача дека можат реално да го следат тоа. Ќе ги исклучат, например, некои греалки, кај што е администрацијата на во приземје, кај што е архива, кај што се прием на документи, некои службеничиња, ама таму на повисокиот кат, кај што е министерот или неговиот кабинет, ќе си греат нормално на 24 степени, а во просек може ќе смалат нешто. Споменавте уште на почетокот на разговорот, полесно ќе живееме ако си произведеме, што во пракса кај нас во поглед на електричната енергија е токму спротивното и сите податоци, па дури на Регулаторната комисија на енергетика ја потврдуваат увозната зависност. И сега тука потребни се големи инвестициски зафати во периодот кој што следува за да се промени состојбата, особено во поглед на изградба на домашни термоенергетски и хидроенергетски капацитети. Но доколку се започне еве и во моментов, иако има најава нели веќе за некои активности, кога би можело тоа да биде спроведливо во пракса, да ни се олесни условно кажано во пракса? Многу зборуваме, демек будно ја следиме ситуацијата, ама ништо не превземаме конкретно. И од кој ќе кажеме нешто, ќе речеме дека тоа да се спроведе минат месеци, нема време за чекање. Доцниме многу, доцниме со изградба на собствени објекти за производство на електрична енергија. Не спроведуваме капитални ремонти на базната опрема, која што ќе има кондиција да работи 2 месеца без дефект. Верек Битоло и Осламе, нон-стоп ќе го стават во погон за 2-3 недели, пукнала цевка, се откажала пумпат, цркнал некој трансформатор, после ни треба година дена да го репарираме. Чувствувате, не се води сметка тоа што го имаме да функционира надежно. Да се надеваме дека во зимскиот период нема. Тоа е првото. Итно што може да се направи итно може само она што може бргу да се постави, веднашка да произведе енергија. А ако не можеме да увеземе газ, а гледаме дека не можеме. Министерството чекаме да испрати, може испратило писмо в Бугарија да ни дозволат транспорт на газ од Русија. Не верувам дека нешто е направено во таа насока, да се надеваме Скопје како приватна компанија ќе успее да обезбеди газ за себе. Тоа би го спасило и топлификацијскиот систем на Скопје, бидејќи околу 70% од топлинската енергија во тој когенеративен процес на производство на енергија електрична и топлинска ќе оди за граѓаните. Но тоа е проблем. Едино е итно, брзо поставување на сончевите фотоволтаични колектори, кои што неразумно
се оптоварени со административни пречки. Но некако полесно им оди на оваа тема во моментов еве на Црна Гора и Србија. Многу активно делуваат во поглед на фотоволтаиците. Да, не да им оди, него државата се грижи. Иако ние и по стратегиските документи и по препораки од енергетската заедница, што е со седиште во Виена, треба да имаме као зелена енергија, транзиција кон зелено општество и така натака, само збориме, а не превзеаме мерки тоа да го лесниме. Владата рече ќе се дозволи на граѓаните од 4 на 6 киловати. Мислите дека нешто тоа смени? Влезено е. Се чека сега Министерството да донесе промена на законот за градење, па ќе треба малкуцка да се доработат, преработат документите од Евана Хом или дистрибутивната компанија за приклучување на домакинствата, кои што вака стручно ги нарекуваме просјумери, една кованица сложен збор од англиските зборови production, consumption, кај нас производство, потрошувач, во исто време една фамилија, се чека, уште се чека. А тоа не е добро. А вие ги спомнавте. Прочитајте, видите што е она. Кај нас е 6 киловати, после тоа не може ништо. Они велат, ние до 10 киловати даваме субвенција 20%. Од вредноста што ќе вградиш. Не мора ти 10 киловати, вградиш 6, 4, колку ти треба. Ќе ти дадеме 20% субвенција. Ама јас сакам да ставам 20 киловати. Другите 10 плати си ги сам стави, затоа што и државата има полза од тоа ти што ќе вградиш. Се вложува дополнителен капитал од граѓаните. Тоа државата го заборава. А што е битно тука? Дека тој вишок на електрична енергија кој што граѓаните не можат да го потрошат. Тоа се произведе у континуитет, а граѓаните трошат од време на време. Државата треба да го превземе и да го насочи директно кон нашето стопанство, да му олесниме. Овие цени што ги плаќаат денеска се 10-кратно повисоки од цената на електрична енергија у домакинствата. Што ако ние ќе платиме по 1000-1500 денари поевтина електрична енергија, ако во стопанството ќе ги покажат цените на своите продукти и јас сум заштедил 1500 денари за поевтина електрична енергија, а месечно сум потрошил 6000 денари за поскапените цени на сите основни продукти. Еве, каде е тука логика? Ова е единствено можно итно да се направи. Загрижувачки ли се загубите на електрична енергија? Последните податоци велат дека се огромни, како главни виновници ги посочуваат копачите на криптовалути, кои последниве 3 години државата ја чинеле 100 милиони евра. Видите, ова прашање е многу добро да го поставите до министерот за внатрешни работи и до обвинителство, каде што има, допрен глас, не е допрен глас, јавно низ сите портали се движи со назначени трафостаници, каде што загуба на електрична енергија 95%, каде што загуба е 80%, 65%. И многу е симптоматично дека се тоа карактеристични населби со мнозинство на жители од албанската националност. И тоа предизвикува нервоза и гнев кај остатокот. Ве молам, зашто ја да плаќам како во име на загуба на Евана дистрибуција, Хоум или било кој што регулаторот му ја признава како загуба, тоа е потрошена електрична енергија ненаплатена, ај да не кажам украдена, и на некој начин не оптоварува дополнително нас финансиски и психички.
Ви го поставувам прво вам прашањето, веќе утре ни пристигнуваат надлежните овде во студиото. 3 пак ќе дискутираме на таа тема подетално. Домакинствата се секако загрижени, иако велите дека колку висока сметка и да платат, тоа не е ништо во поглед на фирмите, но сепак секој си го прави домашниот исап. Како навистина да се заштеди во едно домакинство електрична енергија и колку фотоволтаиците се добра алатка во оваа приказна? Ајде вака, се домакинствата веќе се на граница. Ја нешка реков, не може ти од камен да цедиш вода. То крали Марко можел да стисне каменот да исцеди вода. Не е се домакинствата. Домакинствата имат лимитирани минимални приходи. Ги трошат за храна, за лекови, пред се за децата, па после за нив. Но секој денар има оптоварување на домашниот да си буџет. го обезведат комфорот. Што ќе прават домакинствата? Да гасат светилките, да го исклучи ладилникот, па да им се расипе храната што е внатре. Домакинствата немаат маргина, немаат простор дополнително да штедат. Сето тоа што е кажано веќе е направено. И да исклучиме сите потрошувачи да седим у темница и на ладно, ќе заштедиме 15%. Не е работата во тоа, работата да произведеме. Дајте од државата, сега ќе имат кризна состојба, кога може да донесат уредби со сила на закон, еве еден предлог. Дозволите секој да може да постави сончев колектор не неограничено, бидејќи не може, лимитирани се површините на покривите, нека дозволат колку што му дозволила максимална моќ на приклучок на едно домакинство, дали е 6, 12, 20 киловати, толку да има право да го постави. Неограничено на 6. Не се доволни тие. Тоа е првото. И да нема документацијата на 14 различни документи до добивање. Доволно е една шема електрична да се поднесе, бидејќи се тоа што се прави е во мрежата која што не ја оптоварува електростопанство. Таа е внатре, во домот, зад мерачот на електрична енергија, зад тој саат, како што го викаме. Внатрешно е тоа, не влијае надвор. Дозволите да се направи со таква дозвола, утре нека постават белки до нова година, ако ова се направи и да не се чека, може да имаме 1000 домакинства да го постават. Истото нека го пренесат и на фирмите, кои што чекаат со месеци поставени колектори да им дозволат да се приклучат. Луѓето, нонсенс е тоа, ги казнуваме компаниите, ги казнуваме граѓаните, а само даваме добри мерки, некои дополнителни придобивки на големите инвеститори. Знаете кои се тие? Приватните, кои што му даваме повластена тарифа ако постави сончеви колектори, му даваме дополнителни пари за некаква си премија ако произведува, му даваме земјиште, му правиме пристапни пати, што нешто ќе, а тој што ќе произведе таа електрична енергија, си ја продава на берза со повисока цена, не влегува во нашиот систем. Исто тоа е со приватните ветерни централи. Секој од странство што ќе инвестира во Македонија таа електрична енергија или ја испраќа надвор или ја продава со берзанска цена. Единствено домакинствата кои ќе ги постават, нашите компании, дел од енергијата ќе искористат за себе, останатиот дел може државата да го искористи како помош на стопанството. На стопанството му треба помош, што го пуштивме низ вода. Дајте да го спасиме, нека гума за спасување да пуштиме. Ќе пропаднеме како општество. Може би е неблагодарно да ви го поставам ова прашање, бидејќи се однесува на долгорочните прогнози, но сепак сакаме да чуеме. Има ли надеж за стабилизација на состојбата и до каде може да оди цената на електричната енергија во периодот кој следи? Ако е утешителна вест, кажете ни ја. Да, не берете гајле, нема да се намали. Ова не значи се сите да бидат мирни. Моментално како берзата таа има флуктуација веќе меѓу 500 и 550 евра по мегават саат. Ден за ден кога се купува спот.
друго ако купиш на година или нешто, макар да тоа не го прават нашите. Така наречената цена која што ќе чекува идната година, фьючерс, негдека се движи на ниво на 1000. Значи, нема да падне. Само ќе се покаже. Гледате сега, нашето доцнење, нашето недозволување да имаме дисперзирано производство на електрична енергија во домакинства, во фирми, секој што сака да постави, да помогне, ќе не чини 1000 евра мегаватса. Нашето електростопанство не може да произведе доволна количина електрична енергија, мора да увезува еден дел. Македонија денеска увезува 30% електрична енергија. Во главном тоа се прелива кај приватните компании, таа цена е 6 пати повисока од ова. Сите овкат и нормално ќе овкат. Што можевме? Можевме да имаме собствено производство, не го направивме. Што можеме денеска? Итно да донесеме мерки олеснување администрација и, ајде да кажам, финансиска помош. Следите ги нашите комши, не мора да се... како прво, не треба ДДВ за опрема за сончева енергија. Хрватска донесе законска одредба за тоа. Сончеви колектори, инвертори не се плаќа ДДВ. Дали другото монтажата и не ќе влезе, тоа е второ прашање, нека решат. Во Србија се дава кредит, да не кажам бескаматен, но до 50% им финансираат, може да биде кредит, кој што го отплаќаат граѓаните на рата на 7-8 години, со ратата кој што е еднаква на сметката за електрична енергија. Ме разбирате? Не го обтоварува, после 7-8 години веќе има придобивки. Кај нас ништо не е преземено. Ја споменавте гумата за спасување за крај на разговорот. Многу работи треба да се променат. Што до тогаш нам ќе ни биде гума за спасување? Како ќе преживееме до тогаш? Ќе се молиме да не биде многу ладно. Ќе се молиме да се обезбеди безбеден транспорт на огромна количина на јаглен по нашиве не баш патиша кои што не се во најдобра состојба. Ќе молиме тогаш да не падне снег, да ги запре, да не може да патуваат. Огромни количини се, некој нека пресмета што значи колку камиони на ден треба да носат јаглен во Битола од Албанија или од Косово. Ќе ги се види тоа, значи нас не останува само молби. Да се молиме, се да ни се да се молиме да не се расипе Битола, рек Битола, да се молиме да купиме доволно мазут да може да работи со 2 блока ТЕЦ Неготино. Значи, дојдовме од оние луѓе кои што се борат за знаење и техника, да се претвориме во верници, да се молиме, да ни помогне нешто, се да се нареди како што би сакала владата, за да не експлодира електроенергетскиот систем. Ако се случи тоа, имаме и план Ш, рестрикции. Професора, надежта последна умира. Се надеваме дека се ова што го споменавте ќе оди по тој план, па ја следиме состојбата и ќе анализираме многу во периодот кој што следува. Благодарам за денешното гостување. Благодарам и на вас, макар да моите информации не се баш смирувачки, но е добро граѓаните да знаат дека нема да биде лесно. Да, секој нека си се приготви. Некој ќе купи дрва, некој ќе си купи и свеќи, не пие вода, ама може да помогне у кризна ситуација. Благодарам, професора. Благодарам и на вас.